Добар ден, што си ти? Добар ден. Јас сум кукла робот кој им помага на луѓето да се заштитат од лажните вести. А што се лажни вести? Би ве замолил за малку внимание. Знаете, лажните вести се намерно изработени, сензационални, погрешни или измислени информации што го имитираат обликот на секојдневните, професионално подготвени вести. А зошто се создаваат лажни вести? Лажните вести се креираат со цел да ја дезинформираат јавноста и да ги наведат луѓето на погрешни заклучоци. Тие влијаат на однесувањето на јавноста и водат кон поларизација на општеството со цел да предизвикаат поделби и конфликти, ширење паника и намалување на вербата во меѓуните. Се користат и за политичка манипулација и влијание врз јавното мислење. Доколку сакате да дознаете повеќе и имате време да поразговараме, ве молам кликнете на црвеното копче. Да. Ви благодарам. Да, сакаме. Продолжат. За да се заштитите од лажни вести, можете да ги примените следните чекори. Проверете го изборот. Проверете дали веста потекнува од реномиран и добро позната извор. Бидете внимателни со веб страници со чудни домени. Ако веста ви е чудна, проверете ги информациите од повеќе извори. Истражете го авторот. Проверете го датумот. Осигурете се дека веста е актуелна и не е застарена или рециклирана од претходни настани. Секој што читате повеќе од само насловот. Лажните вести често се користат од манипулатори и измамници за наразлични цели. Многу често за да ги украдат вашите лични податоци, а уште почесто вашите банкарски сметки. Ова особено важи за повозрастното население, кој најчесто жртва на ваквите измами кои демнат на интернет. Ви благодарам и имајте убав ден. И јас ви благодарам и вие имајте убав ден. Оваа кукла е производ на Центарот за современи уметности. Овде сме во друштво со уметникот Никола Писарев, кој што ќе ни раскаже подетално за тоа како настана идејата. Најнапред ви благодарам што прифативте да зборувате за Слободен печат. Фала. На оваа идеја дојдовме размислувајќи, значи ние како центар и како група на која што се вика урбани уметнички акции, урбана герила, како сакате, гледаме да ја користиме уметноста за да одредени проблеми и прашања ги представиме пред една поширока граѓанска публика. Со оглед на тоа дека лажните вести се нешто што е битно, лажните вести прават сериозни проблеми. Македонија е една од државите која што е преплавена од лажни вести, кои што креираат сериозни проблеми во јавното мислење и секаде. Размислувавме што би можеле да направиме, така дојдовме до идеја да оваа кукла робот, кој што е дело на колегата Озбек Ајвас, ја направиме и она да предупредува. Практично да искористиме таа моќ на уметност во јавен простор, да ги заинтересираме луѓето со самата појавност на оваа кукла, визуелно да дојдат, ако ќе се приближат куклата, да дојде да им ја раскажува приказната за лажните вести, како да се заштитат од лажните вести и воопшто да допреме до една поширока популација, до повозрастната популација, да стане свесна за постоењето на лажните вести и на сите оние негативни последици и реперкусии кои што доаѓаат од наседнувањето практично на лажни вести. Нашите сограѓани имаа можност и прилика да се сретнат со куклата, па какви реакции добивавте, како реагираат на неа? Различни се реакциите согласно од самата публика. Помладите генерации нив им интересно затоа што имаат некаква интерактивност со куклата, они се и многу посвесни за постоењето на лажни вести, секако проверуваат и така натаму. Додека, например, повозрастната популација над 50-60 години приметивме доста внимателно дека слушаат, дека застануваат уште еднаш да слушнат, кога на крајот предупредува дека онлайн купувањето од непроверени сајтови, од фејсбуци, од вамо, таму може да доведе до кражба на лични податоци, банкарски сметки, броеви од картички, кои што ги загрижуваат луѓето кои што не се премногу навлезени во тоа и кои што не знаат како да проверат дали еден сајт е
сигурен за да се плаќа преку него или не е сигурен, така да во секој случај го успеаме да побудиме интерес да луѓето малку повеќе се заинтересираат. Оваа кукла, иако е робот, не е семоќен, да ги научи луѓето за 10 до 15 минути, меѓутоа да ги предупреди. Буквално оваа кукла предупредува луѓе, пазете што правите, затоа што од една страна добивате погрешни информации, што ве наведуваат на погрешни заклучоци, од друга страна вашите податоци може да настрадаат и да бидете во големи проблеми. Практично и тоа е идејата. Да се предупреди за лажните вести, меѓутоа и тоа оди заедно. Вие кликате на лажна вест, па гледате ова, па гледате она и така доаѓаме на крајот. Последната фаза е, значи, некогаш лажните вести нели се направени за да влијаат на јавното мислење, да влијаат на перцепциите на луѓето, на ставовите, на мислењата, меѓутоа неретко преку лажни вести, преку лажни објави се оди на тоа да се превземат лични податоци. Како е идејата и замислата? Секој ден негде ќе ја поставувате како? Да, од време на време. Не може, мислам, ние имаме и други обврски, меѓутоа се менјаме, оди стои кога е убаво време, едно друго кај Локацијски каде сте? Локацијски кај ќе ни, значи кај има луѓе, таму сме и ние. Немаме некој однапред направен план, тој не е ни битен. Исто како што ланската година беше кантата за ѓубре што зборував. Оваа кукла робот е сега за интересна за сите генерации, меѓутоа сметаме дека и повозрасната публика доста добро реагира на предупредувањата кои што ги дава. Може да најавиме каде ќе биде следно поставена за гледачите што не гледаат да знаат од прилика? Во текот на сега овие 2-3 дена е претопло, стварно приквечер навечер на шеталиштата кај што се не знам дали ќе биде аеродром, дали ќе биде Капиштес, дали ќе биде центар. Меѓутоа во тоа пошироко градско подрачје на Скопје, кон крајот на месецот можеби ќе направи една мала турнеа во неколку други градови низ Македонија. Тоа ми беше прашањето дали ќе се прошата низ Македонија, значи. Да, ќе се прошата сигурно. Сега каде и кога ќе видиме, ние не сме, мислам, ниту ќе се реши проблемот за 2 дена за лажни вести, ниту ќе исчезнат, така да не стиска нешто премногу времето, дека утре мора да ги информираме сите луѓе. Имате ли некакви очекувања? Имате ли некакви прогнози и очекувања од тоа како ќе влијае оваа кукла врз населението? Ова население тешко се влие, треба да се предупреди. Дека ние со оваа кукла ќе го решиме проблемот на лажни вести, секако дека не. Меѓутоа, ако успееме на 500 луѓе да влијаеме, да почнат да внимаваат, на 500 пензионери кои што веруваат на све што ќе видат на Facebook и на 500 деца кои што мислат дека све што лета се јаде, ние сме постигнале многу. Има ли овој господин име? Кукла робот. Тоа му името? Тоа му името. Мислев некој интерно име да не сте се смислиле? Нема. Кај нас сите има такви имиња. Индијански, тоа што е, тоа е. Она е кукла робот. Благодарам, Никола, со нетрпение очекувам да видам какви реакции ќе пробуди оваа кукла и со нетрпение го очекувам вашиот следен изум. Благодарам многу. Фала и вас, следниот изум многу брзо ќе го видите за неколку дена во Вардар.